Одбојкарките од основното училиште Партенија Зогоравски и ракометарките од основното училиште Кузман Шапкарев, кои се победници во Општинската лига на спортови, ја посетија општина Кисела Вода. Остварија средба со градоначалникот Орче Ѓорѓиевски, од кого добија вучери за летен спортски камп кој ќе се одвива во Охрид, во присуство на своите наставници по физичко воспитување, кои воедно се и нивни тренери Тамара Стојанова, како и Благоја Кечовски и Дејан Апостоловски, и председателот на Сојузот на училиштен спорт Дејан Стојмановски. Младите спортистки споделија дел од своите вредни моменти од надпреварувањето и разговараа за нивните спортски амбиции и желби. Му се заблагодарија на градоначалникот Ѓорѓиевски за целокупната поддршка, а тој им вети дека ќе ги посети на кампот во Охрид. Општина Ѓорче Петров стартуваше со асфалтирање на улицата 52 во Стопански двор, која има 6 краци. Улицата конечно доби нов асфалт на главната артерија, а следно и на краците во должина од приближно 1200 метри или над 3000 метри квадратни површина. Како локална единица, општина Ѓорче Петров досега самостојно реконструираше над 60 на улици во општината, со што значително се подобри инфраструктурата. Аеродром ќе пулсира по втор пат под мотото Аеродром пулсира Вол 2 на 14 и 15 јуни со почеток од 19 часот. Посетителите на трговскиот центар Джеваер Мол Скопје и станарите во комплексот на висококатниците Джевахер Sky City ќе можат да уживаат во дневен музички хепенинг, како продолжение на настанот што беше одржан за време на отворањето на новиот трговски центар во населба Аеродром. Джевахер Мол Скопје повторно ќе биде центар на забава и дружење во нашиот главен град, а со оглед на тоа што фокусот на првата вечер е на младите музичари, трговскиот центар ќе ја потврди поддршката на културата, музиката и развојот на младите музичари. Првата вечер од Аеродром пулсира на 14 јуни ќе биде во знакот на младите музички таленти. Публиката во Джеваер Мол Скопје ќе може да го проследи завршеното годишно шоу на младите тапанари од Студио М на Мартина Бараковска, кои ќе изведат преработка на тапани на познати песни, пошто ќе следува и специјален настап во живо на неверојатниот млад бенд Црно собрание. Детските реквизити на игралиштето близу трговскиот центар Зебра, кои деновиве беа искршени од поединци или група вандали, се реконструирани. Градоначалникот на општината Горан Герасимовски информира дека ваквите вандалски однесувања се чести во општината и поради нив трпат децата и општинската каса. Герасимовски неколку пати досега информираше за уништувањето и кршењето на детски игралишта и урбана опрема. И овој пат потенцира дека уништувањето на урбаната опрема представува прекршачно дело, зашто следуваат казни од надлежните институции. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу сни.